И можам да кажам дека беше се во ред додека бевме во стариот погон, до при крај на 2016 година. Кога се преселивме во новиот погон, малку имаше поголем притисок за работа прекувремено, за работа во недела, што ја не ми одговараше и изреагирав кај газдата дека имавме ние претходен договор, што он многу лошо го прими сето тоа и мислам имаше неколку пати дури малку подигање на тонот од негова страна. Исто проблем представуваше што зимото работевме на 6-7 степени и мислам на чисто моја забелешка дека стварно е премногу ладно. Негов одговор беше дали имам пари да плаќа струја, а грејењето се исклучуваше, беа 3 таму радиатори, не радиатори, греалици, се исклучуваше 9,5 сабајлија, ние моравме да останеме до 2 саатна работа, тоа беа страшни услови за работа. Исто проблем можеше да представува дека ако се има расипано некоја светилка, дека ако реагираме дека треба да имаме соодветно осветлување, затоа што очите не се исто како и рацете. Од негова страна исто тоа беше многу лошо прифатено, како он нема пари сето тоа да го покрива во секој момент кој на нас не одговари, се случуваше у полумрак да работам и лично ја добри месец и пол. На повик од работодавецот дошол некој господин од што има портал и као направил истражување, не знам со кое областување, и констатирал дека условите во Даматек се прекрасни, само има една вработена што цело време пријавува неосновано и дека ја со тоа го ремете процесот на работа. Веќе утре дента јас добив предупредување дека несоодветно си ја извршувам мојата работа и дека морам да се поправам ако сакам да останам да работам на тоа работно место. Ова е еден од документите кои вашиот работодавач ви ги има доставено. Слободно погледнете го, проценете. Пошто ово е премногу општо и според мене максимално неправно подкрепено и за мене нејасно, јас побарав писмено да ми биде објаснето на кој начин јас да се подобрам во мојата работа, за стварно да ставам и дополнителен труд ако има потреба. И мислам, еве го барањето официјално пратено по пошта, на кое не добив одговор. До сето ова дошло во момент кога вие фактички сте биле премногу гласни и кога сте кажале дека условите за работа не се исполнети и дека се бара од вас нешто што не сте го потпишале ниту со договор. Исто реакциите мои беа дека не треба да одеме толку често во неделите на работа. Уствари не треба да одеме никогаш, затоа што постои закон за тоа, за неделен работен, мислам неделен одмор. Ние практично 2-3 празника имаме само празнувано и ние одамна ги имаме испунето бонус, мислам тоа што е максимум со 156 сата прекувремена за 13-та плата и 190 сата максимум прекувремена работа во годината. Тоа никој не го ни забележува, не го ни книже, еве ќе ви покажам како изгледа наше пресметковно ливче за плата, тоа е проформа само. Никаков одговор, ни усмен, ни писмен не добив на моето барање. Само беше дадено тоа што ви го дадов претходно и остана статус кво. Неколку дена, тоа е издадено на 18-ти, неколку дена после тоа се повредив на работно место, паднав и морав по препорака на специјалист да останам на боледување, што значи за 7 дена, мене ми тука даден рок да се поправам 15 дена, ја немав можност. За 7 дена останав на боледување. Откако истече моето боледување, следуваше колективниот одмор, годишен одмор, потоа јас имав побаран од претходно мој личен одмор и се вратив на работа на 18 август. Утрото кога се вратив на работа, јас мислев дека ќе биде како и секој друго утро, на вратата ме дочека сопругата на работодавецот и ми кажа дека ме повика во канцеларијата и ми кажа дека јас од денеска таму не работам. Секако прашав за објаснување, беше дека тоа е нивна одлука и дека немам потреба да бидам подетално информирана. Исто изреагирав дека тоа секако не е законски. На што он, мислам, кај нив беше бурна реакцијата, како ја тоа законот толку многу добро го знам, па си давам за право да реагирам.
Од дома се јавив телефонски, затоа што нели време на одмори се да видам дали трудовата инспекторка е на работа, за да ме приме да го пријавам случај официјално, нели како што налага законот. Трудовата инспекторка, која слушна за кого станува збор, а мислам ја јавно ќе кажам дека неколку пати претходно беше прозвана од мене и слободно дека ме демантира дека грешам со тоа што го имам кажано за неа. Кој слушна за кого се работи, кажа дека она не сака со мене да има работа, дека нема да го пријавам, нема потреба кај неа да доаѓам да го пријавам случајот, можам да го пријавам дека сакам, она со мене нема ништо, а нема ни да постапува по моje барање. На што јас се јавив кај дежурен трудов инспектор, тие ми дадеа таму насока дека треба тоа да го пријавам по писмен пат или по мејл, што ја го направив. Со 9.500 минималец за гарантирана, многу колешки земат многу помалку. Просто е невозможно да си дозволиме законска разврска на овакви случаеви, тоа што само една тужба кошта многу повеќе. А јас сум во план да ја терам целата работа до крај, пошто мислам дека редно е некој да изреагира на сето во што се случува. И мислам, сум спремна и сакам да има судска разврска. Како е да се биде текстилен работник? Како се преживува со 9700 денари плата? Не се преживува. Тоа се, еве, конкретно кај мене, тоа се само телефонот и водата и струјата. Ако немаше една плата за храната, тоа е веќе голгота, тоа е катастрофа. Мислам, под секое ниво е со 9.000 плата, а има многу колешки што и од тие враќаат, и тоа имам сознание. Не се преживува. Тоа е вон секое достоинство и најстрашно од се кога ќе се даде за право работодавецот да каже дека и тие не се заработени, дека дотирани ни се платите, а мислам, зар мислите дека 7 сата или 8 сата или 10 сата работничка може да седе на машина и да забушава? Имаме апаратче за чекирање, се чекираме на влез и на излез, ама тоа не е апсолутно веродостојно, затоа што има денови кога по некој случај треба некој да остане 2-3 сати и му кажат среди го после тоа на апаратчето, јас сум била сведок на тоа. Исто има денови кога сопругата на работодавецот кажува денеска нема да се чекирате. Мислам и по тоа во пресметковното ливче за плата што го имам дека тоа ама нема никаква врска со реалната пресметка на саатите поминати на работа. Мислам дека тоа е само формалност што законски се обврзани да го имат, а дека реален приказ на нашето присуство на работно место не е. Комуницирам интензивно со колешки од цела Источна Македонија. Има приказни што се буквално хорор приказни. Тоа веќе не е ни мобинг. Тоа е малтретирање, како психичко, дури имаме неколку случаеви на физичко малтретирање. И интересна работа, сето тоа кој треба да се процесуира, мислам се направи така добра конекција меѓу докторите, меѓу трудовите инспектори, меѓу работодавецот и сето тоа така квалитетно се заталашка да за неколку дена како да не постоел таков случај. Инаку, просто се прашувам кога некој пат би имале правна држава, дали ќе се снајдат овие работодавци што со години работат под овие услови, 3 дена, 4 само да треба да работат баш оноа законски и легално, мислам дека нема да успеат. Според некои истражувања над 60 работнички права се кршат секојдневно, што според мене е поразително. Ние како кандидатка за европска членка тоа не смееме да помислиме да го дозволиме, а најкриво ми паѓа од се баш сега со новата влада. Јас стварно очекував дека малку по остри ќе бидат во средувањето на целата работа. Посетата на премиерот во Штипските конфекции, негова изјава беше дека разговарал со газдите, дека да бидат малку попопусливи по прашање одморите што треба да ги дадат на работниците, да не бидат само неколку дена, тоа мислам беше и на телевизија кажано. Зар треба за тоа да се молат и да се разговара? Законот налага дека првиот дел од одморот за тековната година треба да е најмалку 12 дена непрекинато. Затоа нема потреба ни да се разговара, ни да се преговара. Тоа се закони, што мораме сите да ги почитуваме. И со некои работи не смее да има компромис и мислам дека дури кога ќе биде нулта толеранција за непочитување на работничките права,
тогаш може да се рече дека имаме достоинствен начин и на работа и на живење. Во меѓувреме овоа е хорор. Веќе толку колешките се толку апатични, толку се разочарани, не веруваат во системот, не сакат да помислат дека треба да пријават затоа што се свесни дека нема да има ништо од сето тоа. Сега ние со нашата работа, пошто ние сме дел од нив, јас сум дел од нив, сега сум избркана од работа, ние се разбираме меѓу себе без многу да разговараме, собраа храброст да се јават, да потражат совет од нас, да се консултират. Имаме ние правен тим што бесплатни правни совети нудиме. Кога ги слушам приказните, просто се разочарувам и мислам дали овоа Македонија или е некоја африканска земја или Тајланд што беше, мислам беше, што ги заклучува додека може да издржат и после една недела отворат, кој е жив, продужа, кој е починат го изнесат. Мислам, до таа крајност помислувам дека ќе одеме. Исто што морам да го напоменам, значи, и тие минимални права што ги имаме, не ги имаме благодарение на нашата држава, туку ги имаме благодарение на партнерите на нашите работодавци. Тие имаат ригорозни услови за работа и еве кога конкретно во последната фирма, кога доаѓаше инспекција германскиот партнер, тоа беше совршенство, дури и течен сапун ни става окупатило. Се чистеше, тоа се криеше, се што не требаше да биде скриен, да биде видливо. Веќе кога си одат они и кога оценат дека сме ние супер фирма, почнува се по старо. Проблем е враќањето на К15. Мислам, во голем дел од фирмите се прави тоа. Или пак, ако не го враќат, како сега што беше кај нас, се дадат 2000 денари. Што нема блага веза со законот. Исто, ја тоа го пријавив кај инспекторката, усно, не писмено. И она ре, искористиле ги, значи, дупките во законот. Тоа беше нејниот коментар. Очигледно добро се едуцирани. Се враќа дел од платата, значи од тие 9590 минималец се враќа. Шо можете да замислите, ќе дојде и така добро ќе се омаловаже таа некоја работничка дека она тоа не стасува да го постигне, да го изработе, дека она има заработено само 4000 денари, ама еве он ќе донира уште 2000 денари 6, али тие 3500 денари мора да му ги врати. Значи преку сметка сето тоа оде, утре дента кеш се враќа. Исто проблем големе според мене. Со тоа и државата има скусување од буџето и тоа огромен. Проблем е дека има некои работнички што по некоја случајност зимат поголема плата или се убиват од работа кој знае колку сати прекувремено и треба да земе да речеме 15-16 илјади денари, преку сметка одат 10-11 илјади денари, другите се кеш. Али температурата на работа 40 степена беше, то не се дише. Зимото беше 7 степена. Денеска се каже ќе работете недела. Мислам, зар стварно ние текстилните работници немаме право да имаме празничен ручек со семејството? Тоа, еве, апелираме, јасно, јавно ги прозиваме институциите. Која е формата ние да бидеме ангажирани секоја недела, секој празник и секоја недела на работа? Сега кога немаме 5 неделна, исто и тоа, кое е правилото дека треба да имаме 48 часовна недела? Значи сите работат 40 сати неделно, ние работиме 48. И тоа за инспекторите не е проблем. А иначе по прашање за што го трпиме сето ова, многу пати имам размислувано и не можам да донесам некоја дефиниција. Ипак мислам дека текстилна работничка со тие приходи и со толку многу сати престојна работа нема можност да види ништо повеќе од овоа што е. Значи, има текстилни работнички што немат излезено од пробишти 10 години. И после некое време, како викат и лагата се претвори у вистина, значи тоа се прифате како нормално. Сега, јас се надевам за среќа има уште неколку како мене што мислиме дека не е нормално и мислиме дека правосудниот систем треба да важи за сите, институциите треба за сите да се еднакви. Оти не сме мала бројка, 35.000 рековте и вие. И треба да не сватат малку посериозно дека и треба да не слушнат